едноставен начин. Чувствувам дека има голем проблем со TikTok. Има луѓе кои поддржуваат идеологии кои не се во ред, особено оние кои промовираат омраза кон мажите. Има идеологија која ги прикажува сите мажи како страшни, и тие го користат ова верување за да ги оправдаат своите постапки. Има дури и веб страница која го велича овој тип на однесување. Многу жени на TikTok се впуштаат во провокативно однесување за внимание, кликови и прегледи. Ова е прилично смешно, а јас сум сериозен кога велам дека откако се приклучив на TikTok, забележав плејада такви идеологии. Многу од овие идеологии се угнетувачки и сексистички и ги генерализираат сите луѓе како страшни или лази. Разбирам дека има мажи кои можат да се однесуваат лошо, но тоа не е изговор да се примени на цела група поединци. Фактот дека TikTok дозволува глорифицирање на овој тип на однесување е искрено смешен. Силно не ми се допаѓа тоа што се случува. Не разбирам зошто ваква платформа ги дозволува овие идеолошки верувања. TikTok, ако го читате ова, ве молиме завршете ја вашата работа и пријавете ги овие луѓе и отстранете ги овие навредливи видеа. Тие не се во ред, а промовираат сексизам. Многу луѓе не успеваат да сфатат дека ова не е само помал проблем, станува се позначаен проблем. Им дозволуваме на жените да кажат што сакаат на интернет и да бидат провокативни, што е вознемирувачко. Она што се случува е едноставно. Луѓето се однесуваат глупаво без да разберат дека нивните постапки можат да имаат последици. За ова треба да се разговара, бидејќи многу луѓе не ја препознаваат сериозноста на проблемот. Идеолошките верувања на овие жени не само што се деструктивни, туку и коруптивни, особено за ранливите млади жени, пред се помладите генерации девојки. Никој не треба да ги користи овие идеолошки верувања за да го оправда своето однесување со оглед на тешките последици, вклучително и негативните влијанија врз менталното здравје на мажите. Се чини дека голем дел од оваа содржина е насочена кон мажите и е прилично дегенериран. Има повеќе девојки кои создаваат канали на YouTube и објавуваат несоодветна содржина за возрастни. YouTube треба да ја заврши својата работа и да спречи ова да стане веб страница за возрастни. Овие жени не заслужуваат платформа, а нивната содржина е одвратна. Важно е да се разбере дека животот ќе им научи лекција. Таквото однесување на интернет не е ниту кул, ниту сладко. Има уште многу што треба да направиме пред да биде предоцна. Има уште многу што треба да престанеме со оваа мрачна магија и коруптивни работи што го уништуваат светот.